Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Сириската влада веднаш да започне да го применува прекинот на огнот, бара пратеникот на Обединетите нации и Арапската лига Кофи Анан. Државната секретарка Клинтон пак во посети на Саудиска Арабија и Турција го зголемува притисокот врз сирискиот председател да прекине со задушувањето на едногодишното востание. Започнуваме со блокот вести. По денешните нови судири во Сирија, портпаролот на Анан во Женева изјави дека сирискиот председател Башар ал-Асад треба веднаш да го примени планот од 6 точки што го изготви поранешниот генерален секретар на Обединетите нации. Иако Асад се согласи на планот, насилството продолжи. Американската државна секретарка Хилари Клинтон за време на посетата на Саудиска Арабија пак ќе се обиде да го зголеми притисокот врз Асад. Клинтон потоа во Турција ќе учествува на втората средба на групата наречена Пријатели на Сирија, сочинета од представници на десетина земји поддржувачи на сириските бунтовнички групи. Американскиот амбасадор во Русија, Майкл Макфол, се сомнева дека неговата електронска пошта и телефон се наблюдуваат, со оглед на фактот дека на местата каде тој одржува средби започнале да се појавуваат новинари. Макфол преку Твитер порача дека го почитува правото на новинарите да известуваат, но праша дали тие имаат право да ги читаат неговите пораки и да го прислушуваат неговиот телефон. Во Вашингтон, портпаролот на Стејт департментот Марк Тонер рече дека не верува оти пораките на амбасадорот се пренасочуваат кон руската влада или новинарите и медиумите. Тој смета дека Макфол попрво упатил реторичко прашање што представува коментар на фактот дека каде и да појде во Москва, наидува на големо медиумско присуство, од кое дел е непријателски расположено и го интересира како тие дознаваат за неговиот распоред. Во најнов извештај на Американскиот оддел за труд се наведува дека бројот на лица кои се пријавиле за социјална помош поради невработеност минатата недела опаднал и е на најниско ниво од април 2008-та. Податокот е уште еден евентуален показател дека најголемата економија во светот се опоравува. САД се во лото треска, долги редици за ливчиња за вечерашното извлекување на лотеријата Mega Millions. Джекпот добивката ни помалку ни повеќе, туку рекордни $500 милијарда, а шансите за добивка 1 на 176 милиони. За помалку од 48 часа од вторникот навака, широм земјата биле продадени речиси 400 милиони ливчиња. Волт седан на General Motors, што функционира на електрично напојување, но има и резервен генератор на бензин, тешко се пробива на пазарот во САД. Европската верзија на автомобилот пак ги надмина сите очекувања. General Motors во 2007 го представи Volt како автомобилот на иднината денес. Хибридниот автомобил на пазарот се појави минатата година и според најновите податоци, продажбата во САД не оди најдобро. Знаев дека технологијата бавно ќе се пробива во јавноста. Извршниот директор на производната линија во GM, Джим Фредерико, не е разочаран што биле продадени 8.000 возила, а не 10.000 колку што била целта. Интересот за Волт опадна по истрагата дека кај некој од автомобилите оделот за акумулаторот пламнувал по сообраќајна несреќа. Истрагата на крај не најде никаков дефект. Стручњаците сметаат дека продажбата потфрлила и поради високата цена. Ова е Лари Вебстер од специјализираното списание Популарна механика. Автомобилот чини $40.000. Можете да купите возило со слична големина за 20.000. Потрошувачите навидум се позаинтересирани за европската верзија на Volt, Opel Ampera. Речи се идентичен на Volt, Ampera се појави на пазарот во Европа во февруари годинава. До сега GM доби 7.000 нарачки за возилото. Джим Фредерико наведува дека првичната цена на Volt морала да биде повисока за да ги покрие трошоците за новата технологија. Колку повеќе ќе продадеме, толку поевтино ќе чини автомобилот, вели тој. Лари Вебстер од Популарна механика смета дека треба да се промени и автомобилската култура во САД, каде возењето на подолги далечини е вообичаена работа. Волт може да мине 75 км со едно електрично полнење. Може би нештата набрзо ќе се променат со оглед на рекордните цени на бензинот. 1 литар чини нешто повеќе од $1. Библиотеките широм светот се во транзиција. Книгите се префрлаат во дигитален формат. Па сепак библиотекарите од Државниот универзитет на Калифорнија во Лос Анџелес велат дека добрите стари хартиени верзии треба да опстанат и тоа на подолго време.
Автоматскиот систем за складирање и избирање книгите ги наоѓа за само неколку секунди. Библиотеката на универзитетот е дом на преку 1 милион книги и периодични изданија. Каталозите се дигитални. Студентите преземаат дигитални содржини. Библиотеката воедно содржи илјадници ретки книги и документи. I don't need my white gloves for this one? No. Okay, good. Реткостите, како овој патепис од 18 век, се тука за да останат, но академските списанија во денешно време се во дигитална форма, вели директорот на библиотеката Марк Стовер. I would say that probably 90% of the journals Веројатно that we subscribe to 90% од now списанијата на кои сме претплатени се во електронски формат. Со книгите и монографите приказната е нешто поинаква. Тој дел од фондот е во хартиена форма. Ова е Лиса од Шоа, студент по биологија. Ми се допаѓа и компјутерот, но ја предпочитам добрата стара книга. Во тек е дигитализирање на хартиените содржини за да се сочуваат, а нивната дигитална форма да биде на располагање на поширок круг корисници. Хелен Хайнрих, која го надгледува процесот, вели дека универзитетите меѓусебно соработуваат за да обезбедат дека книгите ќе бидат на сигурно во услови на вонредни ситуации. As we know, we all are becoming so dependent on the internet. Денес сите зависиме од интернет, но што ќе се случи доколку еден ден се исчезне поради кибернетски напад? Затоа требаат хартиените примероци. Во одредени случаи, авторот или друго лице кој ги поседува авторските права не дозволува дигитална верзија. А во наредната емисија, ресенчанката Геновева Кристоф освои второ место меѓу 600 дизајнери за скица на вечерен фустан за доделувањето на Оскарите. Интервјуто со неа во понеделник во Newsflash. Македонка на модниот пазар во САД. Креации за Bloomingdale, Хекс. Гледате во понеделник во Newsflash. Од студиото во Вашингтон, ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска. За сите информации од други случувања од САД и светот, појдете на glasnaamerika.com или станете наш пријател на Facebook. Ви благодарам на вниманието, уживајте во викендот и гледајте ме и во понеделник.